Драги дечиња, драги првачиња, на овој час по македонски јазик, заедно со мене, наставничка Зорица, ќе слушнете една стихотворба и истата ќе се обидеме да ја разберете и запомните и на крај да ја интерпретирате правилно. Тоа е и целта на нашиот денешен час. Правилно разбирање, запомнување и интерпретација на обработена стихотворба. Насловот на стихотворбата ќе ви го откријам малку подоцна. Погледнете ги овие емотикони на сликата и присетете се како се чувствувавте вие првиот ден во училиште. Пронајдете се самите. Јас секоја година на 1 септември, првиот училишен ден, гледам многу различни чувства кај вас првачињата. Некој од вас е среќен, некој е збунет, некој пак е исплашен или пак расплакан. Има и срамежливи кои не сакаат сами да влезат во училницата. Има и молчаливи кои уста не отвараат, не и не. И сето тоа трае, се додека ние, вашите наставнички или наставници, ви објасниме дека ние сме тука само за вас, дека вашата училница е всушност вашиот втор дом, а наставничката ваша втора мајка. И најважното дека училиштето е најдоброто место за другарување. Пред да ви ја прочитам стихотворбата, погледнете. Ова овде со црните букви е наслов на стихотворбата, а ова со црвените букви, редови, се наречени стихови во стихотворбата. Ајде да видиме колку стихови има нашата стихотворба, што денес треба да си ја обработиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Само 6 стиха има нашата денешна стихотворба. Слушнете ја внимателно, сега ќе ви ја прочитам. Прваче. Првачето Лиле во училница тивко седи и плаче. Дојде во училиште без своето маче. Ја виде Ана, па брго од столчето стана. Ја подели со неа својата банана. И истрчаа во дворот другарките лични, си најдоа другарчиња на себе слични. Дали ви се допадна оваа стихотворба? И сега ќе ви ја прочитам уште еднаш, но тоа ќе биде со слики. Сликовито за секој стих ќе има слика. Првачето Лиле во училница тивко седи и плаче, дојде во училиште без своето маче. Ја виде Ана, па брго од столчето стана, ја подели со неа својата банана. Истрчаа во дворот другарките лични, си најдоа другарчиња на себе слични. Пред да поминеме на запомнување, ќе поразговараме малку за содржината на оваа стихотворба. Еве овде кај Лиле на овие 6 слики, кои од овие емоции беа присутни кај Лиле на незиниот прв училишен ден. Ајде да видиме. На почетокот Лиле беше тажна. Зошто Лиле беше тажна? Размисли и одговори. Лиле беше тажна, бидејќи во училиште не дозволувале да се носи маче. Потоа Лиле беше смирена и веќе расположена. Кој направи Лиле да се смири? Ана направи Лиле да се смири. А што направи Ана? Ана со Лиле ја подели својата банана. Веќе на крај Лиле беше среќна. Ајде, размисли и објасни зошто Лиле беше среќна. Затоа што кога излегоа со Ана во училишниот двор, си најдоа нови другарчиња. Нивните идни другарчиња на нив слични. Почнуваме со запомнување на стихотворбата. Додека јас ви го читам првиот стих, вие само слушате, а потоа го повторувате заедно со мене. Го запирате видеото и си го кажувате стихот неколку пати. Потоа поминувате на вториот стих. На истиот начин го запомнуваме како и првиот. Од кога ќе го запомниме и вториот, ги кажуваме заедно и двата стиха. Само така на лесен начин ќе си ја запомниме целата стихотворба. Ајде започнуваме. Значи, јас го читам првиот стих, вие првиот пат само го слушате, а потоа повторуваме заедно. Првачето Лиле во училница тивко седи и плаче. Ајде заедно.
Првачето Лиле во училница Тивко седи и плаче. Вториот, дојде во училиште без своето маче. Заедно вториот стих, дојде во училиште без своето маче. Ајде сега да ги повториме и двата стиха заедно. Прваче. Првачето Лиле во училница Тивко седи и плаче, дојде во училиште без своето маче. Поминуваме на третиот стих. Ја виде Ана, па бргу од столчето стана. Ајде да повториме сега заедно. Ја виде Ана, па бргу од столчето стана. Четвртиот стих. Ја подели со неа својата банана. Ајде заедно да повториме. Ја подели со неа својата банана. Сега да се обидеме двата стиха заедно. Ја виде Ана, па бргу од столчето стана. Ја подели со неа својата банана. Поминуваме сега на интерпретирање на сите 4 стиха заедно да се обидеме. Прваче. Првачето Лиле во училница Тивко седи и плаче, дојде во училиште без своето маче. Ја виде Ана, па бргу од столчето стана, ја подели со неа својата банана. Слушни ги овие 4 стиха онолку пати колку што имаш потреба и повтори онолку пати колку што мислиш дека треба. Поминуваме на последните 2 стиха. Истрчаа во дворот другарките лични. Повтори по мене. Истрчаа во дворот другарките лични. Си најдоа другарчиња на себе слични. Повтори. Си најдоа другарчиња на себе слични. И да се обидеме двата заедно. Истрчаа во дворот другарките лични. Си најдоа другарчиња на себе слични. Тоа беа сите 6 стиха, кои што сега ќе се обидеме да ги изрецетираме заедно, а со тоа значи ќе знаеме, ќе умееме да ја рецетираме цела стихотворба прваче. Првачето Лиле во Прво насловот, не смееме да заборавиме да го кажеме, прваче. Првачето Лиле во училница Тивко седи и плаче, дојде во училиште без своето маче. Ја виде Ана, па бргу од столчето стана, ја подели со неа својата банана. Истрчаа во дворот другарките лични, си најдоа другарчиња на себе слични. Ученици, браво! Сега може да направите мал одмор од 5 минути, исто како одморот во училиште, а потоа продолжуваме со интересни активности кои произлегоа од оваа стихотворба. Сопрете го видеото, раздвижете се малку, а потоа повторно пуштете го. Еве не повторно со активности за нашата стихотворба, која се надевам успешно умеете да ја интерпретирате. Но мора да се подготвите сега. Земете ја тетрадката без линии, вашиот линеар со форми, едно моливче и вашите дрвени боички. Првата активност се нарекува редење. На празен простор во тетрадката нацртете ја еве оваа шема. 6 квадрати во еден ред и 6 празни кругчиња во секој квадрат. 6 слики од стихотворбата прваче што ќе ги видите на следниот слайд, треба да ги подредите во оваа шема, онака како што беа поред стиховите во стихотворбата. Нема да ги цртате сликите, туку само ќе го обоите кругот со боја на кругот што се наоѓа под секоја слика. Еве ги сликите, погледнете дека секоја слика има различна боја кругче, тука треба да ги подредите која беше прва во стихотворбата случка, која беше втора, трета и така натаму. Сопрете го видеото, размислете добро и подредете сега. А сега проверете дали правилно сте ја решиле поставената задача. И следува нова активност, која што се нарекува испуштените зборови. Повторно цртате една ваква шема, само од 4 поголеми квадрати. Вашата задача е во секој квадрат поред да го цртате зборот кој што јас ќе го пропуштам кога ќе ја рецитирам стихотворбата. Значи сега јас ќе ја рецитирам стихотворбата
Тогаш го сопирате видеото и го цртате во секој квадратче зборчето што сум го пропуштила. Само зборчето, не цела слика. Слушај внимателно. Пополнуваш прво во првиот квадрат, првиот збор што ќе го пропуштам. Прваче. Првачето Лиле во училница Тивко седи и со принацртај дојде во училиште без своето, со принацртај во вториот празен квадрат, ја виде Ана, па бргу од столчето стана. Ја подели со неа својата, тоа го цртаме во третиот празен квадрат со принацртај, истрчаа во дворот другарките лични, си најдоа на себе слични. Пополнете го и последниот квадрат. И, доколку ги нацртавте следниве зборови, вашата задача е правилно изработена. Значи, на овие 2 часа целосно сте успеале да ја запомните содржината на стихотворбата, ако во првиот квадрат го нацртавте зборот плаче, во вториот маче, во третиот банана и во четвртиот другарчиња. Браво, следува и последната активност, открие го натрапникот. Јас ќе кажам 4 збора. Вие треба внимателно да ги слушате и да откриете кој збор не припаѓа, односно кој збор воопште не го слушнавме во стихотворбата прваче. Слушај внимателно. Ајде. Столче, банана, јаболко, маче. Столче, банана, јаболко, маче. Кој збор не припаѓа? Зборот јаболко. Ајде во втората група да видиме кој збор е натрапник. Ана, Елена, Лиле, прваче. Натрапник е зборот Елена. Во третата група еве оваа лични, слични, насмеани другарчиња. Кој збор воопште не го слушнавме во стихотворбата? Насмеани и последните 4 зборчиња откриете кој е натрапник: училница, училиште, двор, улица. Зборот улица. Браво! Браво за сите активности до сега. И на крај, за домашна работа, обиди се да ја рецитираш стихотворбата прваче во пар со некое твое другарче од одделението. Доколку е спречено да дојде, може тоа да го направите далечински со електронска комуникација. Ако првиот пат, кога рецитирате, ти започнеш со рецитирање на првиот стих, другарчето го кажува вториот стих, ти третиот, другарчето четвртиот и така натаму. Но веќе во следното рецитирање, нека започне прво твоето другарче. И еден предлог од мене, истовремено може и да ги снимите вашите гласови додека рецитирате. Доколку повеќето ученици ја снимаат интерпретацијата во пар, тоа може на некој нареден час да послужи како игра, препознај го гласот на другарчето.